Почитувана пратеничка Исмаиловска Старова, отварате една од најважните теми според мене од секогаш за Македонија, сега многу важна од аспект што ни е една од 4 теми на кои што имаме комплетен фокус од Европската Унија и нешто кое што еве после големите политички прашања во државата народот очекува да го решиме. Секако тука е економијата, правната држава, администрацијата и слично, но паралелно со тоа, ако не дури и поважно, е борбата против криминалот и корупцијата. Само да напоменам дека Европската Унија ни даде задача, правната регулатива, која што ни е преземена како обврска во делот на реформите, е првата задача добиена. Втората задача ни е реформите во безбедносните сили. Третата задача ни е борба против корупцијата и криминалот во Македонија. И четвртата задача ни е реформите во јавната администрација. Во тој дух, сакам да искористам прилика да апелирам на будното око на парламентот, како главен контролор на извршната власт, но и на независните институции на државата. И сакам да кажам неколку аспекти за кои што оваа влада се залага и става своји принципи. Еден е многу актуелен, изборот на антикорупцијската комисија. Јас се надевам дека сите во парламентот со консензус ќе ја избереме антикорупцијската комисија. Мене ми е драго што гласавме за законот за антикорупцијска комисија сите. Редот е тој. Еве и политички сум прв од најголемата владеачка партија и во извршната власт, искрена желба за професионалци, која ќе седат дури и представниците на пратеничките групи кои што се застапени. Не очекувајте да дадеме подршка на предлог на некој кој што е близок до некоја партија. Македонија мала, се проверува. Давајте предлози на експерти и кандидати и верувам дека лесно, консензуално ќе ги најдеме вистинските луѓе. Најголемата корупција доаѓа од политиката и од јавните институции. Така било во минатото, така и сега, така ќе биде и во иднина. Ако сакаме да се ја средиме државата, мораме искрено да ги поставиме прво контролните механизми. Апелирам до опозицијата да избереме директор на Државниот завод за ревизија. Заедно да го избереме. Сите други регулаторни тела, јавно зборувам, треба да бидат независни и ако можеме заедно да ги избереме, не политички. Тие се првиот контролор на сите јавни институции. Да, корупција има помеѓу приватниот сектор, не знам, некој јавен административец или слично, но најголем дел од корупцијата е врзана со јавната администрација, која што е врзана со политиката. Ако сакаме да се ја средиме државата и Европа да не подржува и кога ќе отвориме поглавјата, ние мораме да покажеме јасен, исчекор и апсолутно недвосмислена и безкомпромисна и безрезервна борба против криминалот и корупцијата. И тоа не смее да остане само на декларативни заложби. Мора да има дури конкретни резултати. Сето тоа, кој што представува основа на сомнение, институциите соодветно да настапат. Само на тој начин можеме да се ја средиме државата. Во Македонија, како мала земја, се знае, но видовме дека и Европа знае се. Што се случува во сите земји, па и кај нас. Од тука апелирам дури и до сите владини функционери, до сите јавни институции, дека ова ќе биде една од најдоминантните теми на мој личен фокус, но јас не сум важен. Важни се независните контролни тела кои што треба да делуват на тој правец. Јас апелирам, не можам да дам задача, дури и на другите власти, пред се мислам на правосудството, апсолутно да биде за пример во делот на носењето на одлуките поврзани со криминалот и корупцијата. Затоа што тоа е рак рана на Македонија, која што ја јаде, и ако не преземеме нешто конкретно, буквално ќе не кочи многу во целиот развој на кој што се надеваме, кој што е исправен пред нас и постои како отворена можност. Тоа значи законите да, докази ако има, одлуки да паѓат. Ако нема докази, секако никој не е виновен, додека не постојат докази. Но, се што е врзано со корупцијата пред се, а секако и криминалот, очекувам институциите на системот да постапат. И апелирам, заради тоа што мојата политичка партија, моите коалициони партнери овде, ја имат честа да водат јавни институции и да управуваат со јавните пари. Да знаат дека доаѓа период кога и фокусот на сите нас,
но и фокусот на меѓународната заедница ќе биде апсолутно зајачан, зголемен во борбата против корупцијата и овде ќе нема резерви и предрасуди за никој. Ќе има санкции, ќе има законско постапување, како што рекол во Македонија нема казна стрелање или бесење. Затворска е казната. Ќе се одговара кој сака и да биде. Ова е важно прашање. Европа бара од нас да испорачаме резултати и што и да е до сега сме преживеале, но најважно е граѓаните барат од нас да испорачаме резултати. И од тој аспект јас верувам дека индексот кој што го кажавте, дека во споредба со земји кои што навидум не би требало да бидат подобри од нас, а се подобри од нас, е горко чувството. Сите сакаме Македонија да даде убав пример и на тој план. Но тоа не зависи од Европа, не зависи од НАТО, не зависи од било кој, тоа зависи од сите нас дома. И секако првата одговорност е на власта. Јас разбирам зашто е кај мене упатено прашањето, но затоа и избрав да направам вакво обраќање и ваков одговор, заради тоа што тоа зависи прво од мене, после од министрите од владата во која што ја водам, замениците, државните секретари, директорите по вертикала. Ако си ја сакаме Македонија, ова работа мораме да ја средиме. И како што и порано имам кажано, секако предрасуди, помагање, зацкриено, за никој во државата ќе нема. Затоа што јас знам дека транспарентните постапки, отчетноста, навремените контроли, будното око на мониторингот, штедат многу пари на граѓаните. Еве, имаме финансиска состојба добра во државата, сепак пари фалат. Ако имаме, ќе зголемиме платите и на здравствените работници уште повеќе, на образованието уште повеќе, на армијата наша, на полицијата, на целата администрација. Да мотивираме, ако тие растат, ќе расти може и приватниот сектор како спирала. Да можеме да помогнеме уште повеќе да се отварат производствени погони и фирми во Македонија, за да нудат уште повеќе работни места. Но нема пари. А реално, ако честно се работи во државата, може да се обезбедат дополнителни резервари на пари, кои што може да се насочат за решавање на вака суштествени и важни проблеми на граѓаните. Благодарам.